вечер, драги мои. Денес е среда, а среда е ден резервиран за вашата омилена емисија Urban Life. И пред да отидете на вашата вечерна прошетка и да се освежите после долгиот и напорен ден, ние ќе ве освежиме со нови интересни содржини. Еве еден интересен разговор со една многу интересна личност. Јас само ќе ви кажам дека се занимава со музика, а прилогот ќе ви каже се останато. Велат дека луѓето кои што се занимаваат со музика и ја сакаат музиката не може да бидат лоши. Денеска во Urban Life со мене се дечките од Вокали бенд. Здраво. Здраво. Сакам да ве прашам прво колку време постои Вокали бенд? Вокали бенд постои некаде околу 3 години, не можам да дефинирам точно колку. Август месец оваа година веќе ќе правиме 4 години. Само не знам точно кој ден. Така да дефинирам. Дали имате и колку заеднички песни имате снимено до сега? Заеднички песни. Нашиот вокал Христијан Вузе има снимено, мислам, една песна во која има учествувано во таа песна, а јас лично имам снимено, значи, заедно со бендот. Имам препеано една песна, значи староградска да речам, Јанке ле Јанке. Постои, значи, на YouTube под име Вокали. Со колешка од Струмица, Стојне Николова. Значи, таа е препеана македонска староградска песна. И имаме една наша заедничка, значи, Опиен од љубов. На тие песни пеам јас, а се уште заедничка песна, како двајца вокали, немаме за сега снимено. Дали планирате нови заеднички песни или па спот? Да, во план се две, значи, песни кои треба да ги снимеме. За тоа позапознате вокалот главен на Вокали, Христијан Вузески, може и тој да ви каже за тоа. Христијан, значи, кои се плановите за овој период? Дали треба да снимите нови песни? Ете, како што напомена колегава Мартинчо, се во план две песни, треба да се снимат до крајот на август сега летово. За едната ќе има видеозапис, за другата не сум баш најсигурен. Се надевам дека до крајот на август дека ќе бидат спремни, дека ќе ги имаме и дека ќе имаме добар производ. На нив ќе работат Рубин Димески, така беше, Димковски. Еве еден поздрав за него. Чао, Рубин. Ќе се снима најверојатно и во неговото студио. И се надеваме дека ќе имаме и понатамошна добра соработка. Случајно сум запозната дека ти си текстописецот на химната за хуманитарната акција Ние сме дел. Кажи ми, дали планираш да пишуваш и текстови за вашите други песни? Да. Тоа беше една добра работа што ја направивме за хуманитарниот концерт. Снимивме една песничка во која што скоро сите музичари од Пелагонијава, да речем на некој начин, од Прилеп, учествуваа во таа песна. Значи, пејачот на Мајлија Бенд беше во оваа песна, пејачот на The Hounds, Никола Кју беше, Даниел од Трета димензија, не знам, заборавив некој, најверојатно. Денис беше, Мартин, исто така, од Вокали и јас. Песната ја снимивме кај Борче Шабанче. Текстот, да, го напишав јас. И ете, кога можеме, сакаме да бидеме хумани и ние, и тоа е една добра работа. Барем јас така мислам. Кажи ми, кои се вашите ангажманите на Вокали бенд за ова лето? Да речам, ние вака тезгариве, сега уште не сме ние познати некои музичари,
сме исто како таксистите, значи кога ни звонат, тогаш одиме на свирење. Најчесто сме во Прилеп, имаме неколку договори за Охрид преку летово. Најчесто сме низ кафулината и да поминам низ рестораните низ Прилеп, затоа што ние не сме група што преферира само еден стил на музика. Значи таму кај што треба се свири поп или поп-рок музика, свириме поп и поп-рок музика, а на места кај што треба да се свири нешто по-староградско, и тоа можеме да го исполниме. Во последниот период беше доста актуелен со новата песна Блиску до срцето заедно со раперот Ice D. Кажи ми како дојде до заедничка соработка? До заедничка соработка е наш добар пријател Христијан Конески. Тој е фотограф низ Прилепов. Не состани и ете, некој кажал некои добри зборови, некои убави зборови за мене и за тоа што можам да го направам јас. Се состанивме, појдовме до Скопје, во студиото на Зоран Алексич. Таму ја снимивме песната, излезе дека добар производ и таа песна излезе. Таа не е моја песна, сепак таа е на Ice D, само јас сум гостин во таа песна и мило ми беше, се надевам дека и понатаму ќе се работувам со него. Летото пристигна и главна тема на разговор е каде ќе го поминете вашиот летен одмор. Од оваа анкета ќе дознаете каде, со кого и како прилепчани ќе го поминат својот. На овие горештини сигурна сум дека повеќето од вас се разгладуваат на некои од нашите базени. Но секако дека сите со нетрпение го очекуваме летниот одмор. Да видиме каде прилепчани ќе одмараат ова лето. Ова лето со друштво одиме во Црна Гора, во Суто море. Планираме со ужа фамилија, деца, жена и така. Можеме до Охрид така да скокнеме малце и така. Каде и со кого планирате да го поминете вашиот летен одмор? Летни одмор, ова лето планираме да го поминиме надвор од границите Македонија, Бугарија или Грција. Се надеваме дека ќе го реализираме нашето планирано патување. Планирам летниот одмор да го поминам со пријатели, се надевам дека ќе имам прилика да појдам некаде надвор од Македонија, можеби Бугарија или Албанија, бидејќи тука веќе биде едно дежаву. Каде и со кого планирате да го поминете летниот одмор? Овдека ќе бидеме само 2 недели и ќе го поминиме во Прилеп со пријателите. Следнава рубрика можеби малку ја заборавивте. За потсетување, таа се вика занимливости и погледнете што интересно спремивме за вас денес. Тоа беше се за денес, повеќе од Urban Life наредната среда во 20 часот. Вие не заборавајте доколку сакате нова тетоважа да се пријавите на профилот на Забавна редакција или на Facebook страната на Urban Life. Ние се гледаме во среда. Чао, чао.